ги сликам. Апел до Европска Унија. Вам, на Европската Унија, представниците на македонската власт ви се приближуваат на коленици. Се што барате од нив, безпоговорно го прифаќаат. Не еднаш сме биле сведоци на овој факт. Затоа ви се обраќаме токму вам, зашто оваа власт прави се што ќе побарате од неа. И тоа не е тајна, и за нас, и за вас, и за нив. Тука сме начисто. Тогаш да ве прашаме, дали во ЕУ затворате уметници, интелектуалци и народни пратеници лажно обвинети за тероризам? Дали заради постигање политички цели, промена на името на еден народ, на неговиот идентитет и неговата историја, апсите граѓани што ја пеат химната на државата и веат национални знамина? Вие, а и ние, многу добро знаеме што е тероризам. Дали овие притворени граѓани, од кои безсовесно го тргате погледот, одговараат на современата концепција за тероризмот? Зар со ваква тоталитаристичка репресија ги постигате своите политички цели? Потребен ни е одговор за да знаеме. Да знаеме каде одиме и со кого. Потребни ни се одговори за да видиме кои се вашите општествени вредности и каков е вашиот морален суд. Од ова што го гледаме, воопшто не сме задоволни. Напротив, во вашето поведение не гледаме ни хуманост, ниту пак разбирање за другиот, туку само еден монструозен и безчувствителен егоизам. Како тоа дозволувате вашите полтрони од власта да дивеат во вардарски пир и да се изживуваат врз доблесни и достоинствени луѓе? Со оние кои во ниеден момент не покажа агресивни тенденции. И мислите дека ништо нема да се види и да се чуе од оваа дупка во светот. Тука грешите опасно. Се однесувате како колонијални господари, како робовладетели. Ќе дојдете тука во оваа угнетена и понижена земја и веднаш ви се враќаат старите навики од вашето црно колонијално минато, кога ги мачевте и експлоатиравте народите од вашите прекуморски и прекуокеански посели. До кога? До каде? Во кои времиња живеете? Бандити! Свесни ли сте дека додека вие вршите експерименти од најдолен тип врз нас, ние ве гледаме и проучуваме, а резултатите се очајни по вашиот кредибилитет, а и по нашиот мир, спокојство и просперитет. Дали сте се погледнале во огледалото на совеста? Да не сте се вообразиле дека сте богови? Времето тече, правдата секогаш на крајот победува. Денес се чувствувате како неприкосновени господари, но утре сето тоа ќе се промени и има голема веројатност да се најдете раскринкани од правдата и обвинети за манипулации и тортура. Затоа, размислете што правите и кон што одите. Се уште има време да ги исправите своите ужасни грешки. Соочете се со вашата совест. Бидете хумани и праведни. Ако сте такви, ќе ви простиме и ќе имаме топло и долговечно пријателство. Затоа веднаш ослободете ги овие маченици, овие без вина затворени луѓе. Ви благодарам.